Со спроведувањето на сајмот на кариера, младите од установите за згрижување на деца без родители и родителска грижа добија повеќе информации за тековните потреби на пазарот на трудот, за компаниите и нивните политики на вработување, за трендовите на вработување во целина, како и за значењето на образованието и практичното искуство со цел обезбедување на подобро работно место. Младите со наполнети 18 години кои ги напуштаат установите за згрижување на деца и млади без родители и родителска грижа се соочуваат со неможноста да најдат вработување. Без знаење на странски јазици, основни компјутерски и комуникацијски виштини, возачка дозвола, тие не се конкурентни на пазарот на трудот. Со тоа нивната екзистенција е сериозно загрузена, а не може да им излезат во пресред сите оние на кои останатите младинци можат да се подпрат, родителите, роднините и пријателите. Токму поради ова беше реализиран сајм на кариера на кој беше овозможена директна средба на компаниите и младинците кои ги напуштаат установите за деца без родители и родителска грижа. На сајмот на кариера своје обраќање имаше Драги Змијанац, извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот Миѓаши. Значи, сепак да се биде дете без родители и родителска грижа, а без подршка од државата, државните институции, социјално одговорните компании, за нив е голема потешкota. Многу е важно да им помогнеме во нивното вработување и токму затоа денеска вие треба да ги отворите вашите срца и врати и можности да им објасните како тие по завршувањето на средното образование и високото образование може да бидат дел од работниот тим, од екипата на вашите компании, да придонесуваат во вашиот развој и да бидете вие многу предпознатливи пред граѓаните, со многу помалку средства за реклама во телевизиите и радијата, ќе помогнете вашиот имидж и бренд да биде предпознатлив како социјално одговорна компанија, доколку вработите од оваа категорија на младинци, отколку да ја рекламирате вашата социјална одговорност. Во пракса е тоа многу битно. Затоа се радувам што дел од компаниите кои се присутни тука веќе имаат вработено младинци и младинки од овие институции. На овој сајм беше присутен и Радко Капушевски, директор на спортскиот центар Борис Трајковски, кој потенцираше дека овој спортски центар им излегол во пресред на младинците од ранливите групи, така што веќе има 20 вработени. Како доказ дека сепак и за овие деца кои растат во домови може да се вработат е Ердоган Камбери, младинец поранешен штитеник во домот 11 октомври, кој сега е вработен во ЈП градски паркинг. Тој задоволен од својот работодавач ги бодреше своите пријатели кои се третираат како младинци од ранлива категорија, дека и за нив постои можност да бидат вработени без разлика дали станува збор за приватна или државна институција. Тој додаде и дека не е единствениот штитеник кој е вработен во градски паркинг, туку вработени се уште 6 Со спроведувањето на сајмот на кариера, младите од установите за згрижување на деца без родители и родителска грижа добија повеќе информации за тековните потреби на пазарот на трудот, за компаниите и нивните политики на вработување, за трендовите на вработување во целина, како и за значењето на образованието и практичното искуство со цел обезбедување на подобро работно место.